Оваа година, 2025, се случија 4 фемициди. Она што би сакала да напоменам е дека секое убиство на жена не е фемицид, но оваа година се случија 4 фемициди затоа што сите сторители беа партнери, актуелни или бивши на убиените жени. Во претходниот период од 2014 до 2024 година имаме вкупен број на 115 убиства, но вклучени се тука и обидите за убиства на жени. Она што сега го работиме е да правиме увиди во судските предмети на правосудно завршените со правосудни пресуди, за да видиме колку од овие 115 убиства и обиди за убиства се фемициди. Како може да се превенираат овие настани и како работите вие на превенирање? Вие ја споменавте реинтеграцијата како превенција. Да. За да зборуваме за превенција на насилството кое што се случува, особено превенирање на тешките форми на насилство и фемицидот, мора да зборуваме за системот на поддршка на жените жртви на насилство кој што постои во оваа држава. Точно е, реинтеграцијата е програма, модел кој што вклучува домување, вклучува финансиска помош, вклучува психолошка помош, образование и обука и секаков работување. Реинтеграцијата представува превенција затоа што кога ние на жената која што се наоѓа во економски независна позиција, ќе ја обезбедиме домување, ќе дадеме финансиска помош, односно ќе ги задоволиме нејзините екзистенцијални потреби, при тоа ќе ја обезбедиме и ќе го обезбедиме и нејзиниот физички интегритет, односно физичка безбедност и безбедноста на нејзините деца, тогаш веќе може да таа почне да размислува за својот развој, за својата иднина, да се вложува и да апсолутно евентуално стане економски независна. Со самото тоа што ќе ги извадиме од насилната средина и ќе им го обезбедиме ова безбедно и сигурно место, децата нема да растат во насилна средина. Децата нема да учат модели на однесување на насилник или модел на однесување на жртва. И тука, преку овој модел на реинтеграција, ние го прекинуваме трансгенерацијскиот пренос на насилството и може да зборуваме за превенирање на долгорочно ниво, дека ова е еден од најважните модели на превенција. Но вие загатнавте уште еден момент кога станува збор за реинтеграцијата, дека најголемиот сомнеш се јавува кај психотерапијата. Да. Тоа и не е генерално само за реинтеграцијата, туку и за општо оние специјализирани услуги за жени. На жал кај нас, за жени кои преживеале насилство, психолошката помош можеби е една која што најмалку ја користат. Повеќе се фокусираат на поддршка социјална работничка и правна помош апсолутно. Психолошката помош најмалку ја користат, но тоа не е само случај кај овие жени. Ние генерално како општество не веруваме во помошта на стручно лице кое што е психолог или психотерапевт, затоа што тоа табу дека кај психотерапевт оди само некој кој што има сериозно психичко расстройство или пореметување или му е потребна помош. Ние психолошкото советување треба да го разбереме како посета на матичен лекар. Кај матичен лекар одиме кога не боли стомакот или не боли главата, не одиме само после сериозна повреда на било кој дел од телото. Кај психологот треба да одиме исто така кога имаме дилема, кога имаме некој период во животот, се соочуваме со кризи, со ситуации во кои што не знаеме како да постапиме и како да се однесуваме и како да превенираме евентуално полошидни последици. И тоа е нешто на кое што треба да работиме сите, да ја разбереме психолошката помош и психологот на исто ниво како што го разбираме и матичниот лекар. Колку државата прави во однос на оваа реинтеграцијата на жртвите? Дали државата им нуди можност и им нуди помош на жртвите кои ќе пријават дека се жртви на семејно насилство? Што добиваат од државата доколку немаат каде да се сместат? Дали добиваат парична помош? Дали добиваат парична помош за одгледување на семејството? Да. На жал, од аспект на реинтеграција се уште сме многу на самиот почеток, иако во Законот за насилство во жени и семејно насилство стапен на сила во мај 2021, реинтеграцијата и моделот на реинтеграција е предвиден со сите столбови што ги спомнав претходно.
во член 99, на жал се уште државата не се има посветено. Мислам, она што мора да го разбереме и за реинтеграцијата, и да го разбереме и да го прифатиме и за реинтеграција и за специјализираните сервиси. Ова се услуги кои што бараат алокации на финансиски средства. Ова не е нешто што можеме да го обезбедиме без притоа од националните и локалните буџети не алоцираме средства. Програмата за реинтеграција постои, не е целосна како што треба да биде, но програма како документ е многу лесно да се ревидира и да се изработи. Она што е потешко да се направи е да убедиме владата дека мора да одвои пари за ова, ако навистина сакаме да зборуваме за нулта толеранција врз насилство или ако сакаме да зборуваме за превенција, иако веќе декларативно во овие денови се заложуваме за борба против насилство врз жените. Насилството врз жените не може да го спречиме ако не предвидиме финансиски средства за сервисите кои што им се најнеопходни на жртвите. Кажавте дека сега жртвите добиваат само 15. Да, она што постои сега во моментот е еднократна парична помош, ќе ставам акцент на еднократна, во износ од 15.000 денари. И таа не зависи од примањата и финансиската состојба на жртвата, но тоа е единствено нешто што жртвите во овој момент може да добијат како помош од државата. Тоа што го добиваат од државата се 15.000 денари, меѓутоа вие спомнавте дека имате солидарен фонд и дека тие што не се обраќаат на државата, туку и се обраќаат на националната мрежа, добиваат, еве да речеме, една целосна ресоциализација, еден целосен пакет. Дали може да ни кажете колку чини по жена таков пакет? Знаете како, ние она што цело време зборуваме и пробуваме да го објасниме, секоја жена има различни потреби. Секоја жена кога ќе се обрати кај нас, покрај тоа што сите доживуваат насилство, различна форма на насилство, сите се наоѓаат во различен контекст, имаат различна поддршка, така да апсолутно преку овој ние раководиме со интервентен женски фонд и преку интервентниот женски фонд во суштина уште од 2017 го пилотираме моделот на реинтеграција. Обезбедуваме домување, обезбедуваме финансиска поддршка не директна, но преку набавка на работи кои што и се потребни на месечно ниво, плаќање на режиски трошоци, покривање на прегледи, медицински прегледи. Но она што за фондот за нашиот фонд е многу важно, што нашиот фонд е многу ограничен на колку жени може да помогне. Зошто? Затоа што ако ја земеме пример една жена која што нема каде да живее и треба буквално да речеме секој дел да го покриеме, од обезбедување на кирија, од режиски трошоци, храна, хигиена и други потреби за децата, значи една жена во најмала рака на месечно ниво, за една жена во најмала рака на месечно ниво треба да издвоиме од 25 до 30.000 денари.